Добар ден, благодарам, Дани. Неспорно е дека можноста за неограничено движење е еден од клучните приоритети за бизнисот, а за државите од регионот на Западен Балкан, во кои што покрај Северна Македонија спаѓаат и Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора, прашањето за исполнување на зацртаните цели за зголемување на меѓусебната регионална соработка, меѓутоа имплементирање на принципот, односно стандардите на четирите слободи кои што се во сршта и на единствениот пазар на Европската унија, прашањето за обезбедување на неограничено движење добива дотолку поголемо значење. Имено компаниите од регионот тргуваат со стоки и услуги на секојдневна основа, соработуваат, реализираат заеднички инвестиции и проекти и помеѓу останатото има повеќе компании од регионот кои што имаат сопствени представништва, односно подружници во некои од другите држави од регионот. Сето тоа бара лично непосредно присуство на бизнисмени на теренот, односно на територијата на останатите држави, а дополнително треба да истакнеме дека многу често за реализација на преземените договорни обврски потребно е компанија од една држава да испрати работници за извршување на определени работи на територијата на некоја од другите држави, дали ќе биде тоа за извршување на некои градежни работи, за инсталација на некакви машини или опрема, или за извршување на некакви други услуги за кои што неопходно ќе биде лично и непосредно присуство на вработени, односно работници од компанијата која што треба да ги обезбеди тие услуги, односно да ги испорача тие добра. Воведените заштитни мерки за спречување на ширењето на коронавирусот, започнувајќи уште од март 2020 година, во земјите од Западен Балкан наметна воведување на различни мерки за целосно или за делумно ограничување на слободното движење на лицата, без оглед на тоа каква е причината, односно каков е основот заради кој е потребно тоа патување, дали е тоа деловна потреба, извршување на некакви работни задачи, туристички потреби или било која друга цел. Во Северна Македонија, например, во трајање од неколку добри месеци, единствен начин на кој што можеше странски државјани да влезат на територијата на Република Македонија по основ на економски причини, а тоа би вклучувало прашања за деловни потреби, бизнис патување, односно извршување на некакви работни задачи тука на територијата на нашата држава за потреба на некоја домашна компанија. Значи, единствениот начин како тоа можеше да се спроведе беше со добивање на согласност од кризниот штаб при владата на Република Северна Македонија, меѓутоа во многу од државите воопшто по никаков основ, односно во никаков случај не беше дозволено странски државјанин воопшто да влезе на територијата на таа држава, а тоа секако има негативни импликации врз бизнисот, односно врз можност за исполнување на преземените договорни обврски, но и уште повеќе за перспективите за воспоставување на нови соработки. Во моментов, а тоа се речиси 8 месеци по започнувањето на пандемијата, односно започнувањето со воведување на некои од ваквите рестриктивни мерки, во многу од државите од регионот се уште се применуваат различни дополнителни формалности или ограничувања кои што го условуваат движењето на лицата без оглед на тоа какви се целите за патувањето. Тоа најчесто во моментот се сведува на барање за приложување на негативен PCR тест, односно серолошки IgM тест или некое друго тестирање со кое што лицето ќе го докаже својот епидемиолошки статус, односно дека не представува закана за дополнително ширење на пандемијата. Меѓутоа, проблемот е што сите овие ограничувања се различни во секоја од различните држави од регионот и многу често се менуваат. Во изминатиот период се случуваше дури на дневна или неделна основа да се менуваат и да се ревидираат тие применливи правила, што значително го отежнува прилагодувањето, односно планирањето на деловни активности или извршување на некакви работи во странство во некои од државите од Западен Балкан. За очекување дека овие ограничувања може да стануваат и многу порестриктивни во идниот период, имајќи предвид епидемиолошката состојба во сите земји од регионот, но и фактот дека во многу голем дел од европските земји веќе се во сила или се во најава дополнителни рестриктивни мерки, односно дополнителни ограничувања на можностите за движење, односно за влез во некои од тие држави. Од овие причини, Коморскиот инвестициски форум, како асоциација на 6 комори од Западен Балкан, кој што представува повеќе од 350.000 компании од целиот регион, минатата недела упати иницијатива до премиерите од 6 држави на регионот на Западен Балкан за воспоставување на така наречена шема, односно мрежа на зелени ленти
на регионот на Западен Балкан, со кој што би се обезбедило непречено движење на лица низ, односно преку националните граници во регионот, кога е тоа потребно заради деловни причини или заради извршување на определени работни задачи. Ваквиот предлог во некоја мерка би бил надоврзување, односно надоградување на концептот на зелените линии за слободно движење на стоки, кој што беше воведен во средината на месец април 2020 година и кој што овозможи приоритетно движење на есенцијалните добра во државите од Западен Балкан, а тоа се прехранбените продукти, медицинската опрема и медицинските средства. И во изминатите месеци тој модел, односно тој воспоставен систем помеѓу државите од Западен Балкан покажа многу позитивни резултати во однос на обезбедувањето на непречено снабдување со стоки. Во таа насока предлогот на Коморскиот инвестициски форум се заснова на обезбедување на непречено движење на лица за деловни потреби, кој што во основа би вклучувал две прашања. Прво, помеѓу сите 6 држави од Западен Балкан да се воедначи, односно да се усвојат заеднички усогласени правила и протоколи, кои што би ги уредувале условите под кои што лицата би можеле да патуваат непречено за извршување на работни задачи, односно заради бизнис потреби во некоја од другите држави од регионот. Таквите правила, доколку е потребно, може да вклучуваат спроведување на така наречени брзи PCR тестови на самите гранични премини при преминувањето на соодветните национални граници, понатаму ограничување на локалното движење на тие лица само помеѓу локацијата на нивното престојувалиште и локацијата каде што тие ќе треба да извршуваат некакви определени деловни или работни задачи, со максимално ограничување, односно лимитирање на нивните лични и професионални контакти со сите останати лица од нивното окружување и се разбира задолжително спроведување на сите други заштитни мерки кои што се на сила во местото на нивното престојувалиште, односно таму каде што ќе треба да се извршуваат работните задачи. И второто барање кое што го патува Коморскиот инвестиционен форум се однесува на гарантирање, односно обезбедување на согласност од националните влади на сите 6 држави, дека таквиот усогласен режим би се применувал без оглед на идното можно влошување на епидемиолошките состојби и можноста да бидат воведени некакви дополнителни, уште порестриктивни мерки, односно ограничување на слободното движење. Сметаме дека ваквата иницијатива ќе придонесе значајно за олеснување на водењето на бизнис во регионални размери во овие вонредни околности во кои што функционира бизнисот изминатите неколку месеци.